Дневник во 20 часот на К1, добро вечер. Со најновите информации од регионот Македонија и светот по најавата за дневните настани. Останете со нас. 11.700.000 евра искористени кредитни средства за финансирање на мали и средни земјоделски бизниси. Поголеми плати и регулирање на работничките права на вработените во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Поети од Струшките вечери на поезијата во посета на Музеот на виното во Демир Капија. Температури повисоки од вообичаените за овој период од годината. Живата во термометарот се приближува до 40 степен. Лекарите со зголемен обем на работа. Граѓаните признаваат, се потешко ги поднесуваат горештините. Живата во термометарот се приближува до 40 степен. Вардарскиот регион денеска е во протекалова фаза. Високите температури го диктираат темпото на живот. Велешани признаваат, горештините се потешко ги поднесуваат. За старите луѓе многу тешко. Јас сум 75 години, многу тешко е. Али ќе се прилагодиме, проценките ќе одиме, мал повеќе бањање, разладување со вода и така натаму. Мора да испаднеш на работа, мора да одиш до пазар или до лекар, мора да испаднеш да одиш. Ништо не ни изненадува, тотална промена на климатските услови, така мора да се прилагодуваме и ние. Зголемена е работата на итната медицинска служба. Бројот на интервенции на терен и во амбулантите постојано расте. Хронично болните најчести пациенти. Препораките се во најжешките периоди од денот да се задржуваат на ладни места дома, ако немаат потреба да не излегуваат, да се разладуваат, ладна светла облека, да се редовно да си ја взимаат терапијата. Разладување синоптичарите најавуваат за наредната недела. Преку ефтините кредити на Македонската банка за поддршка на развојот, 55 земјоделски компании полесно до средства за инвестиции во своите мали и средни земјоделски бизниси. Вкупната сума на овие кредити изнесува 11.700.000 евра. 55 компании полесно до средства за инвестиции во своите мали и средни земјоделски бизниси преку поволните кредити на Македонската банка за поддршка на развојот. Ефтините кредити со фиксна годишна каматна стапка од 3% им овозможуваат на земјоделските фирми, откупувачите и извозниците да го финансираат како примарното производство, така и преработката и пласманот на странски пазари. Најголем дел од средствата се искористиле во винската индустрија, дури 29%, а 24% од вкупната сума се слеале во конзервната. 19% од парите ги искористиле млинарите и пекарите, а 12% сточарите. Местната индустрија е застапена со 5%, а млечната со 2%. Сумата се движи околу 11.700.000 евра, со која што се отворени стотици работни места, што значи дека имаме позитивни моментуми и во фазата на позитивно движење на самиот земјоделски сектор, но имаме и конкретен бенефит за самите компании кои што ги користат овие средства, се разбира и за индивидуалните земјоделски производители кои што се непосредно поврзани со истите. Микро, мали и средни компании можат да користат кредити во износ до 300.000 евра, односно до 500.000 за откуп на грозје, пченица, овошје и зеленчук. Рокот на враќање за набавка на основни средства е до 5 години, а првата рата од кредитот фирмите треба да ја исплатат по 1 година. За обртни средства, компаниите имаат рок од 1,5 година, со вклучен грејс период од 3 месеци. Од големо значење за самите фирми е што средствата можат да ги користат и во периодот на откуп, што би им помогнало во решавањето на проблемот со исплата на целиот откуп во краток временски рок. Од банката велат дека им стојат на располагање на сите фирми од земјоделскиот сектор. Унифициран правилник со кој максимално се уважуваат правата на вработените во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Ке се регулираат платите на вработени на иста работна позиција во 30 центри на Агенцијата. Поголема плата ќе добијат сите вработени, зашто од државната каса на годишно ниво ке се издвојуваат 28.800.000 денари. 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 28.800.000 денари
Повеќе нема висока разлика во платите на вработени на иста работна позиција во различни центри на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика потпиша колективен договор со Синдикатот за администрација и државна управа. Со унифициран правилник ќе се регулираат прашањата за одмор и отсуство од работа, безбедност и здравје при работа, синдикат и услови за работа на 490 вработени во агенцијата. Работничките права се мерило на демократските капацитети на една држава. Тие не се и не треба да бидат статични. Напротив, нивното напредување е нешто за кое постојано се стремиме. Вработениот, без разлика дали во јавниот или во приватниот сектор, мора да се чувствува вреднувано и сигурно. Спасов ја истакна потребата за унифициран правилник во институција, чија стратегија и политика е зголемување на вработеноста во државата. Со носењето на овој посебен колективен договор ќе се уреди платата и надоместоците на плата, бројот на бодови за соодветно работно место и висината на бодот согласно Законот за административни службеници. Или едноставно тоа значи дека од сега вработените на исто работно место, од исто ниво, ќе имаат изброј на бодови на плата со иста вредност. По 31 година се решаваат суштински прашања во Агенцијата за вработување. Според Спасов, најважно е зголемувањето на платите на сите вработени, зашто на годишно ниво од државната каса ќе се издвојуваат по 28 милиони и 800 илјади денари. Собранието нема да биде злоупотребувано за промоција на неодговорни политики. Вака координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски реагираше на предлог законите на Социјалдемократскиот сојуз, кој ги опишува како дневен маркетинг без сериозна анализа и можност за реализација. Како доказ за несериозниот пристап на опозицијската партија, Димовски го посочи долгото отсуство на СДСМ во Собранието на Република Македонија. Не сакам да дозволиме со ситни подметнувања, како што ви реков, да градиме политички имидж. Тоа е несериозно за собранието. Се надевам дека СДСМ нема да влезе во таква една динамика на магичен круг, заради тоа што во време кога тие беа мнозинство во ова собрание, државата немаше пари нити за водоводи, нити за канализации, нити за инвестиции во армијата, нити за зголемување на плата на полицијата, нити за изградба на нови училишта, нити за изградба на нови спортски сали, нити за набавка на возила за брза помош, нити за набавка на нови возови, нови автобуси, нити за инвестиции во здравството. На 40-та седница на Советот на Општина Велес, советниците дискутираат за предлог одлука за определување на граници на заштитени зони околу водозафатните објекти и бунари за водоснабдување на градот Велес. Предлог одлука за определување граници на заштитени зони околу водозафатните објекти бунари за водоснабдување на градот Велес е првата точка по која работат советниците на 40-та седница на Советот на Општина Велес. Во Општина Велес, снабдувањето со вода за пиење се обезбедува од хидросистемот Лисиче. Претходно Општината се обезбедуваше со вода за пиење од рени бунарите 1, 2 и 3, топилнички бунар, бунар на Арама и бунарскиот систем Шорка, кои сега се вон функција. За заштита на бунарите донесена е општинска одлука за заштитни зони на изворите на водите за пиење. Целта на Општина Велес е да ги сочува овие изворишта како алтернативни извори за водоснабдување на градот Велес, но и да создаде услови и механизми за решавање на еколошките проблеми создадени во пошироката и широката заштитна зона, урбанизирање на просторот, регулирање на отпадните води, отпадот и други влијанија врз животната средина. Општината има намера да ги сочува овие изворишта како алтернативни извори за водоснабдување на градот, но и да создаде услови и механизми за решавање на еколошките проблеми создадени во пошироката и широката заштитена зона, урбанизирање на просторот, регулирање на отпадните води, отпадот и други влијанија врз животната средина. Ова одлука се носи врз основа на Законот за водите, каде е пропишано дека општините можат да укажат на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина за потребата од определување на заштитна зона. Одлуката за потребата од определување на заштитна зона ја донесува Советот на Општина Велес.
пошто владата на Република Македонија ќе ги определи заштитните зони во законски утврдена постапка. До општината поднесени се барања за легализација на објектите кои се бесправно изградени, а не можат да бидат позитивно решени заради постојната заштита на бунарскиот систем. Се создаваат услови да се промени оваа состојба затоа што бунарите се вон функција, а имаа строга заштита пропишана за примарни извори за водоснабдување. Филозофи од Оксфорд, Русија и Балканските земји дебатираа денеска во Свети Николе на конференција на тема Меѓународен диалог Исток-Запад. Утре во Охрид ќе се одржи следна сесија за филозофски диалог, каде филозофите ќе ги истакнат своите размислувања и истражувања од областа на науката и религијата. Во 3 сесии филозофи од Оксфорд, Русија и други балкански земји остварија меѓународен диалог помеѓу филозофи од Истокот и Западот. По диалогот во Скопје, денеска домаќин на симпозиумот беше Славјанскиот институт Гаврило Романовиќ Државин. Овој институт посебен акцент става на филозофијата, иако се уште нема воведена научна наставна група по филозофија. Во иднина се очекува институтот да одржува симпозиуми на теми од различни области. Целта на некој начин и да кажеме, она што се го зацрта како задача една во текот на наредниот период, значи, да ја вклучи филозофијата, не е вклучена како во рамките на наставно-научните групи, значи во рамките на факултетите да се изучува на овој универзитет, меѓутоа да и се даде место на самата филозофија, значи. Она што е значајно за ваквите филозофски меѓународни диалози е тоа што можеме да ги слушнеме размислувањата на европските филозофи, какви истражувања вршат и што е она што може да придонесат во полето на филозофијата, вели професор доктор Николас Вајтхајн од Универзитетот Оксфорд. Овие конференции според него се многу значајни, особено за младите филозофи. Сметам дека конференциите како ова се погодни за младите филозофи затоа што им овозможуваат да ги представат своите идеи пред се постарите колеги, меѓутоа и пред колегите кои се нивни врсници и на тој начин да ги испитаат своите идеи, а исто така да стекнат еден вид на искуство, што значи да се презентира на конференција и да се разменуваат идеи во однос на различните видови на истражувања кои ги вршат. Според рускиот филозоф Игор Евалампиев од Санкт-Петербуршкиот универзитет, овие диалози се значајни за да се утврдат разликите помеѓу филозофите од Истокот и Западот. Јас мислам дека ние денеска живееме во еден напрегнат историски момент и филозофите се луѓе кои се обидуваат да размислуваат за она што се случува денеска. Во Европа филозофијата секогаш има големо значење за она што се случува и за прескажување на иднината. Како човек кој што одамна се занимава и со европската филозофија и со руската современа филозофија, јас мислам, мое мислење е дека овие две филозофии даваат сосема различни оценки. Следна сесија или дестинација за филозофски диалог помеѓу Истокот и Западот ќе се одржи утре во Охрид, каде дел од филозофите од Русија, Оксфорд и другите балкански земји ќе ги истакнат своите размислувања и истражувања од областа на науката и религијата. Поети од Струшките вечери на поезијата беа во посета на Музејот на виното во Демиркапија. Ова е втора посета на поетите на Музејот на виното, како и останатите винарии од регионот. Поезијата и виното секогаш оделе заедно. Музејот на виното во Демиркапија, како и неколку винарии од регионот, беа посетени од поети од Соединетите Американски држави и Куба, учесници на Струшките вечери на поезијата. Договорено е потпишување на меморандум на соработка со кој Музејот на виното и Демиркапија ќе бидат вклучени во програмата на Струшките вечери на поезијата. Домаќин на поетите им беше директорот на Струшките вечери на поезијата Мите Стефоски. Целта е исто така да се промовира македонската винска култура, да се промовира и гастрономската култура во тој аспект пред нашите гости од светот. Ние како земја имаме што да понудиме, но фестивалите се токму во оној нивен дел мора да имате нужно проширување во тој дел, во насока на афирмација на она што представува културни карактеристики, културно богатство,
друга страна живата култура и сето она што треба да биде презентирано пред странските гости. Ова е втора посета на поетите на Музејот на виното и останатите винарии од регионот. Од идната година, Демир Капија ќе биде вклучена во редовната програмска содржина во рамки на поезија на пат, каде поетите ќе имаат поетски читања и ќе се запознаваат со винската култура во земјава. Ова лето фудбалерите на Борец Јуниор беа дел од Ферплеј купот во Охрид. Околу 1000 деца имаа можност да ги покажат своите фудбалски вештини. Третото место на овие фудбалери представува само поттик за поголеми успеси. Меѓу 114 екипи од целиот Балкан годинава фудбалерите на Борец Јуниор беа дел од Ферплеј купот во Охрид. Нови куп околу 1000 деца ги покажаа своите фудбалски вештини. Тие имаа можност да се докажуваат, надигруваат и забавуваат. Уште еднаш се покажаа во одлично светло, предводени од нивниот тренер-координатор Драган Здравковски. Беше големо задоволство да бидеме дел од меѓународен турнир. Се одржува 5 пат во Охрид во покровителство на Ферплеј куп. Учествуваа голем број на екипи, 114 на број од целиот Балкан. Земавме учество и ние, како фудбалски клуб Борец Јуниор од Велес. Задоволство на сите нас, стасавме во четвртфинале, што значи во најдобрите 8 екипи, што на ваа бројка од 114 представува вистински успех за нашите момци. Ова лето фудбалерите на Борец Јуниор учествуваа и на топ тим купот во Охрид, каде беа поканети само најдобрите 8 екипи од цела Македонија и тие го освоија третото место, вели тренерот Здравковски. Летниот период е таков да дечињата се послободни и може да се организираат голем број на турнири. Ние имавме чест да бидеме поканети од топ тим куп од Охрид исто, каде што зема учество само поканети екипи 8 од цела Македонија, како што беше Работнички, Вардар Пелистер, значи кремот од Македонија и од Велес бевме ние поканети. И исто така беше задоволство да се представуваат овие дечиња во одлично светло и мора да бидеме среќни што го освоивме третото место, што представува голем успех за нашите момци и голем потстрек за поната. Веќе четврта година поред фудбалерите на Борец Јуниор учествуваат и во детските лиги, што се под покровителство на Фудбалската федерација на Македонија и УЕФА. Оваа година за прв пат Борец Јуниор ќе биде дел и од регионалната лига. Ќе учествуваат деца од 14-15 годишна возраст, тоа е исто под покровителство на Фудбалската федерација на Македонија. Значи одличен организацијски дел, така да сите дечиња преку текот на недела да си тренираат и викендот им е исполнет со забава, надпревар, успех, голови и се на секи биде одлична сезона. Третото место е само поттик за поголеми успеси. Освен дружбата, забавата и пријателствата, упорноста и желбата да се постигнуваат повеќе голови, ке овие фудбалери е поголема од се. Шестилјади 747 слободни работни места во второто тримесечје од годината во Македонија. Владата во посета на општина Ѓорче Петров. Државниот завод за статистика објави дека во второто тримесечје од годинава во Македонија има 6747 слободни работни места, наспроти 452.291 вработени лица. Стапката на слободни работни места изнесува 1,47%. Најмногу слободни работни места има во преработувачката индустрија 2118 и во трговијата на големо и мало 1255, а најмалку во секторот снабдување со електрична енергија и газ и во дејностите со недвижен имот. Малите компании кои имаат од 3 до 9 вработени лица имаат највисока стапка на слободни работни места, односно 1893 места. Гледано по регионите, највисока стапка на слободни работни места има југозападниот регион, односно 2,5%. Владена посета и увид на градежните активности за реконструкција и изградба на повеќе улици во скопската населба Ѓорче Петров. 16 улици по речиси половина век ќе добијат комплетно нов лик со нов асфалт, а ќе се менува и канализацијската и водоводна инсталација.
Премиерот Никола Груевски во комуникација со жителите на Скопско Волково најави изградба на канализационен систем, проект за чие изнаоѓање финансиски средства ќе биде задолжено Министерството за транспорт и врски во соработка со општината. Во оваа населба договорено е асфалтирање на неколку улици, а истовремено изградба на тротоари во Новосело, решение кое следи по барање на тамошните жители. Првиот човек на владата најави и надградба на училишниот објект во Новосело, како и изградба на неколку улици кои дел ќе се финансираат од град Скопје, а остатокот преку општината Ѓорче Петров. Околу 3000 мигранти во текот на изминатово деноноќие со 5 специјални возови биле превезени по железнички пат од платформата кај прифатниот камп во Гевгелија до кампот во Табановце. Според проценката на УНХЦР, во текот на вчерашниот ден од Гевгелија кон Табановце заминале околу 3500 мигранти, од кои поголемиот дел биле превезувани со воз, а помал дел со автобуси и такси возила. Според нив, работите на терен во прифатниот камп се одвиваат безпрекорно од страна на сите чинители, вклучени во справувањето на бегалската криза, а постигнато е високо ниво и во организацијата на транспортот на мигрантите, кои веднаш по евидентирањето заминуваат од јужната кон северната граница на Македонија. Над 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликти на Блискиот Исток и Северна Африка. Кина со воена парада одбележува 70 години од победата над Јапонија. Вести од светот. Над 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликтите на Блискиот Исток и Северна Африка, што ги уништува нивните надежи и иднина, предупреди Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. Извештајот на УНИЦЕФ Образование под оган ги истражува последиците од насилството за учениците во 8 држави плюс палестинските територии. Од вкупно 34 милиони деца, околу 13,7 не одат на училиште во Сирија, Ирак, Јемен, Либија и Судан, што е вкупно 40% од децата во овие 5 држави. Речиси 9000 училишта во овие земји не се користат за својата намена, бидејќи се уништени, претворени во засолништа или под контрола на вооружени групи. УНИЦЕФ досега има обезбедено 140 милиони долари или 40% од сумата потребна за обезбедување на образование на раселените сиријци. Во Пекинг со воена парада се одбележува 70 годишнина од победата над Јапонија во Втората светска војна. На парадата учествуваат околу 12.000 војници, приближно 500 окопни возила и околу 200 авиони и хеликоптери. Неколку илјади војници се од другите држави: Русија, Белорусија, Србија, Казахстан, Пакистан, Монголија, Египет, Мексико и Куба се представени со околу 70 војници, а Авганистан, Венецуела, Лаос, Камбоџа, Фиџи и Вануату учествуваат со по 7 војници. На парадата присуствуваат и 49 шефови на држави или влади, меѓу кои председателите на Русија, Белорусија, Египет, Киргизстан, Пакистан, Јужна Кореја и на Јужноафриканската република. Џинпинг од плоштадот Тијенмен во Пекинг рече дека големата победа во војната против Јапонија ја направи Кина светска земја. Тој исто така најави намалување на Народната ослободителна армија. Меѓународната железничка станица ќе лети во Будимпешта ги отвори вратите за илјадници мигранти. Бегалците од земјите зафатени од војна, Сирија, Авганистан, Еритреа и други држави од Блискиот Исток со трчање влегуваат во вагоните. Мигрантите панично бараат место, влегувајќи дури и преку прозорците на возовите. Но нивните надежи се целосно скршени по објавата на унгарската железница дека ниеден воз поради безбедносни причини нема да се упати кон Западна Европа. До синоќа мигрантите во шатори ноќеваа во преминот под Келети, а во текот на деновите со протести го изразуваа незадоволството од нечовечкиот однос кон нив.
Македонската фудбалска репрезентација со пат од една позиција на последната ранглиста на ФИФА. Македонските кошаркари пристигнаа во Загреб. Вардар победи, а Струмичани загубија во надпреварите од СЕХА лигата. Додека македонската фудбалска репрезентација ги одработува последните тренинзи во пресрет на квалификацијските надпревари за пласман на Европското првенство во Франција, Светската фудбалска федерација ја објави новата ранглиста. На истата Македонија бележи пат од една позиција и моментално се наоѓа на 104-та позиција. Нашите следни противници Луксембург и Шпанија се наоѓаат на 141-то, односно 11-то место. На врвот на оваа ранглиста останува Аргентина, зад неа е Белгија, трето пласиране актуелниот светски првак Германија. Македонија на 5 септември игра на гости против Луксембург, а на 8 септември на домашен терен ја пречекуваме Шпанија. Македонската кошаркарска експедиција пристигна во Загреб каде што ќе ги одигра мечевите од С групата на престојното европско првенство. Светската кошаркарска федерација пред почетокот на шампионатот ја подценува македонската репрезентација со тоа што ја рангира на 21-то место од вкупно 24 поради смената на генерација во репрезентацијата. Кошаркарите во добро расположение и со позитивна атмосфера во тимот целат кон минимум 2 победи во групата со што би успеале да се пласираат во следната фаза на Евробаскетот. Ракометниот шампион на Македонија, тимот на Вардар, победи на премиерниот настав во новата сезона од СЕХА лигата. Тие во надпреварот со Војводина без многу проблеми, победникот го реши уште во првото полувреме, во кое блескаше голманот Арпад Штербек со 16 интервенции. До крајот на надпреварот тренерот Гонзалес им даде шанса на резервните играчи, а крајниот резултат на надпреварот беше 37-27. Вардар продолжува со добрите настапи и полека ја темпира формата за надпреварите од Лигата на шампионите која започува на 20 септември. Вториот представник во СЕХА лигата Макс Струмица во второто коло од ова надпреварување на домашен терен го преживеа и првиот пораз. По нерешениот резултат во првото коло против Војводина, тие вчера беа поразени од Татран. Гостите забележаа убедлива победа од 31-24. Најефикасен играч во редовите на Струмичани беше Дејан Пецаковски со 9 постигнати погодоци. Во следниот надпревар од СЕХА лигата нашите представници ќе играат меѓу себе на 5 септември. Уште еден млад македонски фудбалер се најде на списокот на својот тим за настапите во Лигата на шампионите. Голманот Дејан Илиев, кој брани во младинскиот тим на Арсенал, слично како Давид Бабунски, се најде во тимот кој е регистриран за настапите во елитното надпреварување. Покрај Чех и Оспина, тешко е за верување дека Илиев би добил шанса за настап, но и ова е голем успех за него. Илиев подпиша со Арсенал во 2013-та, а во март оваа година го продолжи договорот со топџиите до 2018-та. Фаворитите без проблеми го минуваат второто коло на US Open. Ракометарите на Барселона го освоија Суперкупот на Шпанија. Меѓународни спортски вести. Вчера беа одиграни надпревари од второто коло на последниот Гранд Слем во сезоната US Open. Фаворитите без многу проблеми ја минаа оваа фаза од надпреварувањето со исклучок на бугаринот Григор Димитров, кој загуби од Кукушкин во 5 сетови. Џоковиќ експресно го победи Хајдер Мауер со 3-0 во сетови, додека Надал загуби 1 сет од аргентинецот Шварцман. Во женска конкуренција Серена Вилијамс потешко од очекувањата на со 2-0 или по сетови 7-6 и 6-3 славеше против Бертенс. Денес на програмата се останатите надпревари од второто коло. Ракометарите на Барселона освои уште еден трофеј пред официјалниот старт на сезоната. Иако не беа убедливи како секогаш, тие вчера во надпреварот против Гранолерс славеа со резултат 26-23. Ова е 18-ти трофеј за Барселона во ова надпреварување. Најдобар стрелец на мечот беше Кирил Лазаров со 8 постигнати погодоци, кој воедно беше избран за најдобар играч на надпреварот. Англискиот Формула 1 тим на Вилијамс потврди дека во своите редови ќе го има истиот состав на возачи за следната сезона. Валтери Ботас и Фелипе Маса остануваат во екипата на Вилијамс најмалку уште една година. Следната сезона за Маса ќе биде 14-та во неговата кариера и ќе надмине бројката од 250 гран при трки. Оваа година тимот на Вилијамс се наоѓа на третата позиција во генералниот пласман кај конструкторите зад Мерцедес и Ферари со освоени вкупно 161 бод.
Сончево и многу топло време имавме во текот на изминатиот ден и утре не очекува слично време. Еве ги деталите. Ова беше последната информација за денес. Имајте пријатна вечер.